Булингот, односно врсничкото насилство, за жал во последно време се зголемува и се почесто слушаме за разни непријатни случаи и разни видови на насилство кое што се случува во училишните простори и позади училишните клупи. Со младите треба да се работи за да се едуцира, да го препознаат врсничкото насилство и да може навреме истото да се спречи. Што се прави во рамки на проектите во училиштата во оваа насока, ќе дознаеме во следниве минути низ разговорот со Емилија Стојановска, наставник, ментор во основното училиште Браќа Миладиновци во село Миладиновци Илинден. Емилија, вие работите и користите голем број иновативни алатки во едукацијата на вашите ученици, а меѓу другото секако обрнувате внимание на овој актуелен и за жал растечки проблем врсничкото насилство. Точно така. Ви благодарам за денешното гостување. Се служувам со сето она што го кажавте во најавата. Поразително е тоа што го дознаваме во последно време, за тоа со какви проблеми, всушност какви се видови на насилство младите деца и учениците се соочуваат во денешно време. Јас можам да кажам дека за среќа во нашето училиште не сме имале посериозни проблеми од овој тип, меѓутоа можеби тоа се должи на начинот на кој што делуваме и воедно се справуваме со истите кога ќе се појават. Имено сметам дека за да се спречи врсничкото насилство, булингот како таква форма, е многу важно учениците да бидат свесни за сите форми во кои што може да се јават, како да го препознаат, како да се справат со истото, односно каде да го пријават и сите чекори со кои што би донеле до еден позитивен исход. Во нашето училиште ние постојано работиме на ова, со тоа што имаме работилници со учениците, работилници со родителите, со самиот наставен кадар, а имено и насоки и секакви други совети кои што би можеле да им бидат од помош, редовно ги објавуваме на веб страната на училиштето и фејсбук страната на училиштето, бидејќи знаеме дека на овој начин лесно и брзо ќе стигнат до учениците, воедно тие се зависни од социјалните медиуми, така што и најверојатно најлесно го примаат овој начин на комуникација, односно пораката дефинитивно стигнува до нив. Уште еден особено важен дел од оваа година, на што сме особено горди како училиште, е што нашето училиште влезе во проектот Промоција на безбедна училишна средина, која што во организација на коалиција Сега, детската амбасада Меѓаши и фондацијата Песталоци, имено станува збор за проект кој што ќе се случува во следните 3 години со низа активности во кои што ќе бидат вклучени учениците, ние наставниците, но и родителите, затоа што тоа е еден триаголник кој што не смее да функционира, чисто делови не смеат да функционираат еден меѓу друг, без друг односно, и сите мораме заедно да соработуваме за да добиеме позитивни резултати. Како еден исход од оваа соработка, од овој проект е особено важно што сега во месец февруари учениците од 9-то одделение имаа можност да учествуваат на интеркултурна размена во Троген, Швајцарија, каде што отпатуваа со представник од нашето училиште, со уште други 5 училишта од нашата земја, меѓутоа таму се запознаа со дечиња, ученици од Полска и од Молдавија, и она што се обработуваше таму како теми беа бројни работилници на кои што тие учеа за булинг, за врсничко насилство, како да се справуваат со истото, што значи тоа стереотипи, идентитет, било какви проблеми, односно на многу еден интерактивен начин, еден модерен начин, блиску до нив, со деца од различни земји, тие има можност да соработуваат, да разменуваат идеи, да учествуваат во низа работилници со кои што ќе се поттикнува кај нив една толеранција, една емпатија, што сметам дека е вклучно во денешно време. Сметате ли дека треба да се преземат уште повеќе активности во насока на едукација околу тоа врсничко насилство и дека е тоа навистина единствената алатка со која што може младите да ги заштитиме од ваквите несакани дејства? Да, сметам и такако, затоа што првенствено сметам дека треба ние како наставен кадар во училиштето да бидеме повеќе обучени на оваа тема, затоа што сметам дека тоа фали малку во сите училишта. Кога ние би биле подобро обучени, кога ќе имаме соодветни наставни средства, наставни материјали да пристапиме на проблемите, сметам дека многу поефикасно и полесно тоа ќе го пренесеме и на нашите ученици. И секако, како што кажав, родителите мора да бидат постојано вклучени, така што еден добар план на соработка кој што ќе функционира на ниво на училиште, верувам дека ќе вроди со многу плод на оваа тема, во оваа насока.
Ви благодарам многу во разговорот, во надеж дека сите ние возрастните ќе успееме да најдеме начин како да го превенираме во иднината врсничко насилство и да им помогнеме на младите, без теги да го упатат секој сигнал кога ќе најдат на било каков вид, било каква форма на врсничко насилство, за да можеме да им помогнеме. Токму така, јас само би посочила дека и самите млади луѓе, учениците треба да бидат свесни за ова и самите можеби малку да истражуваат на интернет, да ги следат настуките кои што им се дават, да не се плашат кога ќе препознаат насилство, да го пријават, меѓутоа исто така и да бидат свесни за своите постапки и дека можеби некогаш и ненамерно, меѓутоа го повредуваме оној другиот. Така што дефинитивно е една самоанализа би рекла, нели, да станеме свесни за она што го правиме, односно да не правиме нешто никому што не би сакале да не го прават и на нас. Ви благодарам за разговорот, Емилија.